Почитувани ученици, добар ден. Добре дојдовте во училница. Јас сум Весна Додевска, наставник по македонски јазик во Општинското основно училиште Ацо Шопов. Наставна содржина е обработка на лектирата Збунети години од Велко Неделковски. Цели на часот се ученикот да прераскажува фабула од прочитано лектирно дело, да определува тема и идеја и да искажува свое мислење за постапки на лик аргументирано. Секогаш при обработка го објаснуваме насловот. Обидете се да го објасните насловот Збунети години. Очекувано одговор е: пубертетот се збунети години, главните ликови зачекориле во збунетите години. Во романот насловот најдобро го доловува еден цитат кој што го кажува таткото на Димитар. Тој вели: ех, синко, ова се твоите збунети години. Части се пее, части се плаче. Нели? Сите промени што настануваат во однесувањето на децата за нив се чудни, необјасними, збунувачки и се дел од развојниот пат. Децата се збогуваат со детството и започнуваат да чекорат по патот на збунетите години. Одговорете на прашањето кој е Борче и притоа применете техниката буре на идеи. Ученик во 8 Г оделение. Има 15 години, 2 пати учи во 6 оделение и е добар ученик. Убав, висок, со сини очи, ги плени погледите на девојчињата во неговото училиште. Борче е голман на училишниот ракометен клуб. Многумина му завидуваат, бидејќи со неговите закачки успева да изнуди насмевка на лицата на девојчињата. Атрибутите за еден лик ги дознаваме од нараторот, од другите ликови или извлекуваме заклучок врз основа на неговите постапки. Примените техниката дневник со двоен запис. Искажете ги вашите коментари за следниот цитати. При првата средба на Димитар и Борче, Димитар ке рече: те знам, сите те познаваат, големиот Борче, голман на училишниот ракометен клуб. Како коментар би можело да биде: сите го познаваат Борче, неговата големина и популарност се должат на неговиот успех како голман на училишниот ракометен клуб. Чичко Симон пак искажува мислење од еден друг аспект. Вели: ѓавол дете, не е лош, гледате минуци му светат во окцето. Како коментар би било дека сите палавости на Борче се должат на пубертетот. Да го представиме Димитар, одговарајќи на прашањата кој е Димитар, што прави Димитар и зошто Димитар престанал да добива петки. За Борче целата појава на Димитар е некако смешна, бидејќи е острижен. Тој се издвојува меѓу толпата на ученици во училишниот двор. Тој е ученик во 7 А оделение, исто така е одличен ученик, со низок раст, скромен, но и добар другар. Атрибутот добар другар го извлекуваме како заклучок од постапките на ликот во нарацијата. Вниманието на Борче го привлекува и чекорот на девојчето со плетенки и незината симпатична насмевка. Допираат до срцето на Борче. Дотогаш во училиштето му било забавно да ги задева децата, но од тој миг за него најважно било да ги освои симпатиите на Виолетка. Ќе го замоли Димитар да го запознае со Виолетка, бидејќи и двајцата се ученици во 7 А, но Димитар ќе му одговори да не ја задева Виолетка. Притоа гласот на Димитар е исполнет со молба, наредба и предупредување. Што мислите? Зошто Димитар ќе му одговори така?
Предпоставувам дека се досетивте дека и Димитар има симпатии кон Виолетка. Одговорете на прашањето. Што прави Борче за да го привлече вниманието на Виолетка? Ве охрабрувам да искажете ваше мислење. Како би можел Борче да го привлече вниманието на Виолетка? Тој се обидел со одењето на раце, но не постигнал успех. Бил исмеан и наречен циркузант. Борче има нов предизвик во неговиот живот. Да ги освои симпатиите на Виолетка. Ке се обиде преку писмо. Ќе го напише писмото, а Димитар ќе треба да го достави до Виолетка. Што му ветува Борче на Димитар за поштарските услуги? Тој иако се противел, не можел да го одбие осмоделенецот. Борче ќе му вети дека ќе му помогне да стане член на ракометниот клуб и дека ќе го научи како да игра ракомет. Од тој момент започнува другерувањето на Борче и Димитар и низата возбудливи настани. Како се чувствува Димитар во улога на поштар? Кога писмото ќе се најде во неговата чанта, таа за него одеднаш ќе стане претешка. Кај Димитар се појавуваат чудни и необични чувства, вознемиреност, возбуда, збунетост. Започнува да размислува само за писмото, Виолетка, средбата со неа, начинот на предавање на писмото. Ја губи желбата да учи. Мислите започнала да му ги краде девојчето со плетенки и ѕвонли во име Виолетка. Видно возбуден, ќе покачи температура. Но таа болест не е настинка. Таа болест има поинакво име. Болест на првата љубов која се гнездила во неговото срце. Проткаена со љубомора кон неговиот другар Борче и немир и возбуда кон девојчето Виолетка. Во низата на возбудливи настани е и излетот во Сарај. Овој излет се разликува од сите претходни на децата. Опишете го настанот. Зошто Димитар се согласил да се надпреварува во роушуи? Тој немало роушуи, исто така и не знаел да ги вози, но се одлучува ова незнаење да го надмине, бидејќи во публиката се наоѓа Виолетка. Борче ќе го пријави на надпреварот, ќе му ги поземи неговите роушуи, исто така и ќе му покаже како се возат. Но надпреварот ќе се случи неизгода. Паднал на коленото и го раскрвелил. Сепак тоа помалку го болело. Повеќе го болела раната на срцето, затоа што бил срамотен пред неговата симпатија, а и низините погледи ги крадел Борче. Што представуваат ветувањата? Искажете ваше размислување. Кога даваме ветување? Дали ветувањата се само празни зборови, ветер и магла, или пак треба да ги исполниме? Димитар дава ветување дека ќе го достави писмото на Борче до Виолетка. И при тоа можеме да заклучиме дека е тој добар другар, бидејќи не ги чита писмата на Борче, иако има можност за такво нешто. Исто така и му помага понатака во пишувањето на писма, бидејќи тој е член на литературната секција и убаво пишува. Борче дава ветување дека ќе му помогне на Димитар, кој што ќе го оствари. Димитар ќе стане член на ракометниот клуб. Еден од возбудливите настани е ракометниот надпревар со друго училиште. Надпреварот победиле. На надпреварот главни звезди биле голманот Борче и голгетерот Димитар. Сите биле задоволни и се радувале. Но Димитар имал уште една причина за радост. Додека трчал на игралиштето и постигнувал голови, учениците набивале и го бодреле, тој во публиката го забележал погледот на Виолетка вперен во него. Таа волшебна слика му го стоплила срцето на Димитар. Таа му дала сила, полет,
да јурише во нови победи. Охрабрен од успехот на ракометниот терен, Борче ќе го закаже првиот состанок со Виолетка. На состанокот кај водоскокот, Виолетка ќе дојде со Димитар. Но првата блиска средба поминала лошо. Децата биле видно возбудени и наместо очекуваното сближување, Борче и Виолетка започнале да се препираат. Заминале без да се свртат. Борче се прашувал каде сгрешил за незиното чудно однесување. Наеднаш исчезнала и трагата на сите нежни мисли за девојчето, кои со денови тој ги ткаел во неговото срце. Таа го одбила, го отфрлила. Тоа бил првиот љубовен пораз на големиот Борче. Прашалниот поглед на Виолетка кон Димитар ќе го поттикне Димитар да го праша Борче кога планира да напише следно писмо, а тој ќе го замоли тој да го стори тоа место него. Така и ќе се случи. Димитар ќе напише уште 4 писма со многу топли и нежни зборови, со кои ќе допре до срцето на Виолетка. Таа љубовните тајни ќе ги запише во незиното срце и во незиниот споменар. Но останала збунета и започнала да се сомнева, бидејќи и покрај писмата со нежни зборови, Борче се однесува ладно кон неа. Сомнежот го зголемила и една реченица од писмото. Најмила Виолетка, те молам да не отсуствуваш од часовите. Кога ти не си тука, целата училница ми е пуста и тажна. Виолетка ја забележува и разликата помеѓу првите и последните писма. Последните некако и се неизе подраги, помили, но исто така ја забележува и разликата во пишувањето на буквата С. Пресретна со Борче, кога ќе се ракуваат, таа ќе забележи дека ја нема магијата меѓу нив двајца, како при првата средба кај водоскокот. Воедно Борче ќе и каже дека ја заборавил караницата и неа, дека сега има нова девојка. Срцето на Димитар чука за Виолетка. Димитар собира храброст да ги признае на Виолетка своите скриени љубовни чувства, кои ги пренесувал на хартија и дека тој ги пишувал љубовните писма подпишани со името на Борче. Вистината и искреноста му помогнале на Димитар да допре до срцето на Виолетка. Вистината и искреноста ќе им помогнат на тинеџерите храбро да чекорат низ збунетите години. Но губава порака се извлекува од овој роман, дека искреноста и честноста се особини кои треба да ни бидат водилки во животот. Тие биле нивните збунети години, кои им донеле нешто неповторливо. Тие моменти се значајни и незаборавни, пленат воздишки.